Временските прилики го погодуваат развојот на најзначајните растенија од разни болести и штетници, особено на одгледувачите на млад компир. Токму поради ова неопходно е да се следи моменталната состојба и неговата заштита. Да напоменеме дека компирот веќе, оние кои што не го гледуваат за ран компир, се разбира, ќе има услови за појава на пламеница и ќе треба да преземат соодветни мерки на заштита. Се разбира дека и наскоро компировата златица ќе ги почне да ги предизвикува првите штети. Се разбира тоа ларвите го предизвикуваат, а не и магата. Но значи ќе треба да се следи состојбата и при појавата на ларви да не се третира, меѓутоа штом се појават испилат од јајцата, тогаш да дојде до третман со соодветен инсектицид. Она што е значајно да се напомени е заштита на коскестото овошје, особено од мај до јули. Треба интензивно се следи состојбата со жилогризот, кој што предизвикува катастрофални штети кај коскестото овошје, особено кај вишната. И магата во овој период ќе летаат, се разбира, и ќе полагаат јајца, и треба се следи состојбата. Доколку се забележат и мага во воштарниците, задолжително веднаш да се пристапи кон соодветна заштита, бидејќи ако ги положат јајцата, тогаш веќе состојбата е завршена. Црешата веќе го завршува плодоносењето, ќе се пристапи кон берба на родот, веднаш потоа да се започне со заштита од сачменка и од монилија на родните гранчиња, а во поглед на останатите овошни видови да се следи будно состојбата околу смотавците, особено кај јаболката, кај праската. Да се следи постојано состојбата на растенијата, а кога се третира особено е важно да се заштити животната средина. И се штетни по човекот и по другите инсекти кои што имаат полезна улога во природата, претежно на пчелите мислам. И при третирањето да водат сметка доколку во близина има некој пчеларник, добро е собственикот на пчеларникот да биде известен дека одредениот ден ќе се врши заштита. При третирањето да се води сметка и за носење на заштитна опрема. Пред се овде се мисли на респиратори и носење на облека на долги ракави заради спречување продор на пестицидите директно врз кожата, бидејќи штетно влијаат на човековото здравје.